Добар ден, почитувани гледачи. Паркинсоновата болест е прогресивно заболување на нервниот систем кое се карактеризира или пак првично влијае на движењето и говорот на пациентите. Што ја предизвикува болеста, зошто се јавува, на која возраст најчесто, зошто мажите повеќе отколку жените страдаат од Паркинсонова болест, кои се раните знаци и симптоми, со што се карактеризира, на некои од нив треба малку повеќе да обрнеме внимание, зашто знаеме и да ги занемариме или пак да ги припишеме на некој друг проблем пред да се појави и треморот. Како се поставува диагнозата, која е терапијата и лекувањето со кои ќе се контролира болеста, зошто е важна избалансираната исхрана, физичката активност и на крајот како да се живее со Паркинсонова болест. На оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Марија Милановска, специјалист невролог од болницата Невромедика. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добар ден. Да. Во текот на емисиите, на визите и сезоните, често пати пријавувањата на гледачите знаеле некои да споменат и да речат ајде позборувајте или обработете ја темата за Паркинсоновата болест. Некако како може би малку да сме оставале понастрана за болести кои не се може би толку многу често застапени, па не им обрнуваме внимание или ги немаме во нашето обкружување, па и не интересира како сето тоа изгледа. Може ама би е сериозна болест, така? Може би затоа што не се општо познати. Меѓутоа, за нас невролозите, Паркинсоновата болест и тоа како представува сериозна состојба, во суштина е невродегенеративно хронично споро прогресивно заболување кое што настанува како резултат на дегенерација на така наречените допаминергични неврони по еден дел од централниот нервен систем, кој што е познат како субстанција нигра парс компакта и е составен дел на така наречените субкортикални сиви маси, односно базални гангли. Како резултат на дегенерација на овие допаминергични неврони се намалува нивото, односно концентрацијата на допаминот во централниот нервен систем, кој што всушност представува невротрансмитер одговорен за движењата, посебно за така наречените фини моторни движења, кои што во себе вклучуваат изведување на многу прецизни активности. Најчесто се јавува после 50-та, односно почесто после 60-та година од животот. Почесто е застапена кај мажите и она што е секогаш велиме зошто, што ја предизвикува болеста, како и за секое заболување не интересираат причините. Познати ли се кај оваа болест? За жал, како и кај многу невролошки заболувања, така и кај Паркинсоновата болест, причините се уште не се доволно јасни. Се претпоставува дека одредени механизми на невродегенерација и таложење на така наречени патолошки протеини доведуваат до дегенерација на допаминергичните неврони, но што се случува на ниво на централниот систем за да дојде до таложење на тој така наречен патолошки протеин, познат под името алфа-синуклеин, науката се уште нема дадено објаснување. Затоа и најголемиот процент од заболените со Паркинсонова болест имаат така наречена идиопатска форма на Паркинсоновата болест, каде што причината за настанување на болеста е непозната. Во помал процент од случаите станува збор за така наречена фамилиарна форма на Паркинсоновата болест, која што се јавува така наречени изолирани или спорадични случаи и настанува како резултат на мутации на одредени гени. Во третата категорија се пациенти кои што имаат така наречен симптоматски паркинсонизам. Тој може да се јави во склоп на некои други заболувања на централниот нервен систем или во склоп на генерализирани атеросклеротски промени кои што ќе ги зафатат и крвните садови на централниот нервен систем, односно може да настанат во склоп на употреба на некои лекови кога станува збор за така наречен медикаментозно индуциран паркинсонизам. Така, кога ги споменуваме невродегенеративните, освен Паркинсоновата, секогаш тука една до друга ги ставаме и Алцхајмеровата, така, а веројатно има и други некои. Деменциите и Паркинсоновата болест представуваат една иста категорија на заболување во смисла на патоанатомските промени кои што се случуваат на ниво на централниот нервен систем од една страна, од друга страна во голем број од случаите кај пациентите со Паркинсонова болест, освен класичните симптоми и знаци на болеста, се јавуваат и симптоми од областа на когницијата, нарушена е меморијата, нарушен е мисловниот тек, така да
многу често се поистоветуваат овие два клинички ентитети. Така. И кај едното и кај другото симптомите почнуваат многу порано, без да сме свесни дека можеби нешто ни навестува. Така. И знаеме да ги занемариме пред да се појави конкретно кај Паркинсоновата треморот, кој можеби е најочигледниот симптом. Ги занемаруваме или многу често ги превидуваме и најчесто тие пациенти кои што се условно кажано предодредени да во текот на животот добијат Паркинсонова болест, многу често доста години пред тоа лутаат по други ординации кај други специјалисти, на тој начин се губи драгоцено време. Голем број студии, односно резултати од големи студии кои што се спроведуваат на светско ниво, се концентрирани на детерминирање на основната етиолошка причина на заболувањето, излегуваат со извештаи дека многу години подоцна, дури и претходно, дури и деценија пред да се појават класичните симптоми на Паркинсоновата болест, не само на ниво на централниот, туку и на периферниот нервен систем, посебно во делот нервниот систем кој што се наоѓа во склоп на гастроинтестиналниот тракт, односно плексус миентерикус, се случуваат дегенеративни промени. Затоа голем број од пациентите пред да ги манифестираат добро познатите симптоми на Паркинсоновата болест, а тоа се тремор, ригор, брадикинезија, ќе се оплакуваат на констипација, на уринарна инконтиненција, ќе се јават проблеми од страна на автономниот нервен систем, може да биде нарушена рамнотежата, да биде нарушено одењето, се јавува намалено расположение, депресија, често пациентите се анксиозни, чувствуваат хроничен замор. Тоа се неспецифични симптоми и знаци. Веќе се случуваат некакви промени кои што се недетерминирани и можеби во почетокот нема стриктно да ни укажат на дијагнозата, меѓутоа во секој случај таквите пациенти треба детално да бидат иследени и понатаму во текот на животот да се следат за да може на време да се ординира терапија. Споменавте тремор, ригор и брадикинезија. Можеби треморот е тресењето, ригорот може само да ги подобјасниме термините. Ригорот представува специфична форма на зголемен мускулен тонус и тоа е така наречен екстрапирамиден тонус. Всушност представува зголемен мускулен тонус на скелетната мускулатура, односно на мускулите на рацете и нозете, и можеби ригорот представува една од онеспособувачките симптоми кои што дополнително го отежнуваат и така веќе нарушеното функционирање на пациентите со Паркинсонова болест. Таа вкочанетост е многу почесто застапена на дисталните делови на екстремитетите, пред се на рацете, и многу лесно може да се открие од страна на екзаминаторот, односно неврологот, кога се прави генерален невролошки преглед. Всушност се прави пасивно движење во рачните зглобови на едната и на другата рака и тогаш самиот екзаминатор има чувство како да витка оловно прачка. Таков е тој ригор, односно зголемен мускулен тонус, кој што понатаму како што напредува болеста и тој напредува со својот интензитет, го невозможува било какво движење на пациентот. Третиот карактеристичен симптом е така наречената постурална нестабилност. Што всушност представува постуралната нестабилност? Тоа е неможност за одржување на рамнотежа при простум стоење. Пациентите кои што имаат Паркинсонова болест, можеби не во почетниот стадиум, меѓутоа во втората или во третата фаза од болеста имаат тешкоти при станување од кревет, односно при станување од столче. Обично во текот на актот на стоењето не можат да одржат рамнотежа, имаат тенденција за паѓање, најчесто се јавува така наречен феномен на ретропулзија, односно тенденција за паѓање наназад. Како резултат на таа постурална нестабилност, нарушено е одењето, се чувствуваат нестабилни кога одат, често бараат придружник во текот на движењето и таа нестабилност при одењето често се потенцира кога пациентите ќе се најдат обкружени со многу луѓе, значи во голема гужва или кога ќе треба да поминат низ некој тесен простор. Тогаш
имаат чувство, односно ги совладува стравот дека ќе паднат и затоа заради тој страв од паѓање и евентуални повреди најчесто се повлекуваат дома, не излегуваат без придружник и на тој начин го стеснуваат својот круг и го дополнително си го отежнуваат функционирање. Со текот на годините, со возраста, нормално е нели човек малку позабавено да оди, така? Меѓутоа, како еден исто од симптомите овде и Паркинсоновата болест е бавноста на пациентот. Бавното движење. И кога станува збор за брадикинезија, често првата асоциација е бавното, односно успорено движење. Меѓутоа, брадикинезијата е многу повеќе од само успорено одење. Освен успореното одење како кардинален симптом на Паркинсоновата болест, заедно со треморот и зголемениот мускулен тонус, се јавуваат намалени движења и на другите делови од телото. Редуцирано е трепкањето, понатаму отежнато е джвакањето, голтањето, што дополнително во терминалните фази од болеста го отежнува исхранувањето на пациентот. Намалена е така наречената фацијална, односно мимична експресија на лицето. Пациентите имаат така наречено масковидно или безизразно лице. Сите гестикулации на лицето кои што нормално се гледаат кај, условно кажано, нормални индивидуи, кај пациенти со Паркинсонова болест не можеме да ги препознаеме, односно не можеме да ги детектираме. Се добива впечаток на едно восочно лице со безизразност, зафатен е и говорот како резултат на таа брадикинезија. Говорот станува монотон, без дикција, без емоција во текот на зборувањето, станува мек, тивок, со назален призвук. Тоа се последиците од таа брадикинезија, се чувствуваат не само на одењето, туку и на сите други сегменти од движењето. Така да. Губењето на рамнотежата, нестабилноста, бавноста при одењето е опасност од паѓање. Најчесто луѓето со Паркинсонова имаат ризик од паѓање наназад. А пак кога стојат или кога се движат, телото им е некако нанапред во положба. Имаат карактеристичен така наречен Паркинсонов став и паркинсоничен од. Тенденцијата за паѓање е наназад, меѓутоа при одење се јавува така наречен феномен на антеропузија, односно телото е наведнато нанапред, редуцирани се така наречените синкинетски движења на рацете, кои што сите ние автоматски и несвесно ги изведуваме во текот на едно одење. Одот станува отежнат. Пациентите имаат чувство како нозете со лепило да им се залепени за подлогата и заради тоа е тешка и самата инициација, односно почнувањето на одењето. Сега кога еднаш веќе ќе започнат со одење, кога условно кажано тие пациенти кои што имаат Паркинсонова болест ќе се охрабрат да почнат да одат, може да се јави еден феномен на фестинација, односно забрзано одење. Тоа е така наречен луциден интервал кога пациентите изворено ќе се движат и во еден момент кога ќе најдат на пречка, рековме, поголема концентрација на луѓе или тесен простор, одеднаш ќе застанат и ќе се замрзнат. Тоа е така наречен фризинг феномен, кога пациентите не можат да се придвижат ниту лево, ниту налево, ниту надесно, ниту наназад, ниту нанапред. А од друга страна, кога ќе се најдат условно кажано некаква опасност, кога им е загрозен животот, на пример во моменти на некои критични ситуации кои што им го загрозуваат животот, пожар, поплава или нешто слично, се јавува така наречен феномен на кинезија парадоксика, односно парадоксично одлично движење, и тоа се најверојатно, се уште не е доволно јасно зошто се јавуваат тие феномени, но најверојатно се случува нешто на ниво на базалните гангли и другите невротрансмитерски системи, освен допаминергичниот, кои што условуваат едно така парадоксично нормално движење кај пациенти кои што во други услови не можат без туѓа помош да станат ниту од кревет. Така да, споминавме најразлични симптоми и манифестации, оние раните, карактеристични, но и оние во подоцнежните фази. Како поминува болеста, нели напредува, велат нарушувањата и промените во мозокот веќе постојано ќе се случуваат, ама овие за кои последниве нели зборувавме се веројатно во малку подмината фаза. Доколку се користи терапијата, се контролира. Велиме, нема да ја излечиме Паркинсоновата болест, ама барем е доволно да ја контролираме, па човек колку толку самостојно да си ги извршува. Така, на почетокот на заболувањето, кога иницијално ќе се постави диагноза на Паркинсонова болест,
колку што е олеснување за самиот пациент, толку и за Дека сме самиот невролог. откриле, така, да. Сме ја поставиле диагнозата на болест, односно сме поставиле диагноза на Паркинсонова болест, му ги објаснуваме сите можни ризици на пациентот, што во иднина треба да очекува и самиот пациент, меѓутоа и членовите на најблиското семејство, затоа што сите се инволвирани во процесот на опоравување и на лечење. Тоа е доживотна диагноза, терапијата е доживотна, во исто време таа е симптоматска, нема етиолошка терапија. Многу е полесно на почетокот, кога ќе видите дека еден пациент има тремор и кога ќе ги исклучите сите други причини за тој тремор и кога ќе детерминирате дека станува збор за Паркинсонов тремор, најчесто, барем од моето искуство, најчесто се ординираат лекови кои што не се чуваат како златна резерва, односно се даваат во пракса најчесто, посебно кај пациенти кои што само имаат тремори, некоја лесна брадикинезија или некој лесен ригор, ќе се дадат лекови кои што се агонисти на допаминот, односно со своите фармаколошки карактеристики, всушност го имитираат действото на самиот допамин. Веќе кога ќе почне да напредува болеста, односно кога треморот ќе стане билатерален или квадрилатерален, ќе се појави како на рацете, така и на нозете, во некои случаи ќе биде зафатена и долната вилица, со тремор е зафатена и главата, ќе се дополнително ќе се потенцира ригорот, дополнително ќе се потенцира брадикинезијата. Во тој случај или се зголемува дозата на основниот лек или се размислува за воведување на лекот кој што во најголем број од случаите представува иницијален лек, меѓутоа од друга страна треба да се чува како златна резерва, тоа е така наречениот прекурсор на допаминот, леводопа карбидопа. И во најголем број од случаите, во првите 2-3 години од поставувањето на диагнозата, одлично се контролираат сите симптоми и знаци на болеста и пациентот е релативно автономен, не е зависен од помош од друго лице. Меѓутоа, како напредува болеста, како одминуваат годините, како напредува процесот на дегенерација на базалните ганглии и другите делови од нигростриаталниот систем, така ние имаме потреба да ја зголемуваме дозата на лекот и во еден момент ќе дојдеме до стадиум кога и покрај максимално ординираните дози не можеме да постигнеме никаков напредок во поглед на купирање на клиничките симптоми и знаци, дури можеме да направиме контраефект, затоа што се претпоставува дека после 6 години од иницијалното ординирање на сите антипаркинсоници, најчесто на леводопа, како што е многу ординиран лек кога станува збор за третман на Паркинсонова болест, почнува да се јавува исцрпување на лекот, односно неговите ефекти немаат никакво влијание на подобрување на состојбата на пациентот и симптомите на болеста. Напротив, се јавуваат многу изразени несакани ефекти. И тоа е проблем со кој што во текот на еден работен век, доколку работи со такви пациенти, ќе се сретне секој невролог. Тоа се така наречени дискинезии, односно неволни движења, кои што покрај треморот, кој што го оттежнува и така веќе тешкото функционирање на пациентот, дополнително ја влошуваат состојбата не само за пациентот, туку и за самиот невролог, затоа што пациентот доаѓа со надеж дека вие ќе му помогнете и ќе му ги олесните симптомите, не само на него, туку и на оној кој што е одговорен за неговото чување, односно кој што одговорен за грижата за пациентот. Тие дискинезии најчесто, односно неволни движења, се јавуваат во пределот на устата, во пределот на лицето и јазикот и се познати како оробуколингвални дискинезии, меѓутоа може да се јават после известна подолга употреба на лекот леводопа карбидопа, така наречени он и оф фази, тоест плюс и минус фази во текот на едно денонокие, да кажеме. Ако ние сме ја поделиле леводопа карбидопа во 4 дози во текот на едно денонокие, најчесто ќе има фази, најчесто после будење, кога пациентите се тешко подвижни, па кога ќе ординираме втората доза од лекот, им се подобрува состојбата и веднаш после тоа подобрување настанува таа така наречена оф фаза, кога пациентите не се способни да направат било какво минимално движење, не можат да го земат лекот, не можат да проголтаат течност или храна. И тоа е
отежнувачки фактор. Тогаш, кога веќе е ординиран примарниот лек, односно леводопата, се прибегнува кон така наречено адјувантно третирање. Се даваат лекови кои што може би не со сигурност ќе ја подобра состојбата на пациентот, во исто време ќе влошат многу други работи затоа што имаат несакани ефекти. Да. Значи многу внимателно во секој случај, нели, кога станува збор за терапијата и постојаната, нели, комуникација, консултацијата, прегледите со невролог. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Да, го имаме првиот гледач на линија, повелете да го слушнеме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторката. Благодарам. Многу убаво објаснува. Темелито да се разбере. Сето тоа што го кажа, го поседувам, го имам во себе. Боледувам од Паркинсонова болест, со деменција сега ми. 12 години. До пред 3 години се контролирав, може да управувам со болеста, мада и сега покушавам, али не можам сега. Ногите многу ми се кочат, имам страшни болки од колената до стапалата, не можам со рацете убаво да фаќам, треморот внатрешен што го добивам повремено, тој страшно ми ствара немир, нервоза во организмот. Лековите више слабо ми делуваат. Пијам мирапексин, леводопа. Тоа ви е познато, ги назначевте и лековите. Али сега и паѓам доста. Се сопнувам многу, не можам ногите да ги дигам, да се контролирам со нозете. Скоро ми се деси на пешачки прелаз да ми се укочат нозете, да не можам да преминам пешачкиот прелаз. Така да се полошо и полошо ми е. Не знам кој вежбам на Сабајле, али сето тоа, доскоро сето тоа ми помагаше, се не ми помага и тоа, затоа што и масер викам за носете, за да ми ги масира носете, затоа што ми рекоа да не имам тромбоза, бев проверив, немам тромбоза, а страшни болки во носете имам. Така да не знам како би можела да си помогнам до се успева да ја победам болеста, ама сега она ме победува. И сакам едно прашање. Зимав мобилност 6 месеци. Кога требаше да би продолжат мобилност, поднесов документи, без везе ми одговорија, само ми земаваш на 1250 денари и ми рекова дека не ми следува мобилност, затоа што не сум можела да буткам количката. А како ќе буткам количката, кога имам скали, имам мал простор, количка може да буткат по улица, не е. Придружба не ми даваат. Убаво, јас се извинувам што ќе ве прекинам. Доволно беше ова што ни го кажавте, сите симптоми кои што ги спомена, а за ова последново ние нема да можеме, се извинувам, никако да ви помогнеме, ќе треба и понатаму да продолжите, нели, да барате и објаснувања од институциите. Барем мало леснување или сето ова што ни го спомена гледачката, тие многу лица на Паркинсоновата болест кој што ги манифестира. Така, во овие неколку минути гледачката всушност во кратки црти ја објасни класичната клиничка слика на Паркинсонова болест и сите придружни симптоми и знаци кои што се од непаркинсонично потекло. Таа кажа дека има тремор, намалено движење, дека е нестабилна за време на стоење, одење, пристанување, приседнување. Меѓутоа кажа и дополнителни симптоми кои што се составен дел на клиничката слика на Паркинсоновата болест се јавуваат во поодминатите фази од болеста. Спомена дека се јавуваат така наречени крампи, односно болни грчеви во подколениците на обете нозе. Тоа е чест придружен симптом во поодминатите фази на болеста и тие грчеви знаат да бидат извонредно болни. Понекогаш дополнително го онеспособуваат пациентот во неговото одење, во движењето
и најчесто се третираат со терапија надбор од терапијата за Паркинсонова болест. Има можност и овде нешто дополнително? Овде може, За да меѓутоа не остане, како што рече гледачката, сега болеста мене ме совладува. Так. Ја контролирав колку толку така во изминативе години, ама сега веќе... Тие болни грчеви на мускулите најчесто се јавуваат како резултат на тој така наречен мускулен спазам. Постојат препарати од групата на миорелаксанти кои што во одредена мера ќе ги ублажат болките, односно ќе го намалат тој спазам и на тој начин индиректно ќе ја намалат болката во нозете. Меѓутоа, дефинитивно исчезнување на спазамот и на болките тешко кога може да се очекува. Повторно Тие присутни. ќе бидат присутни, меѓутоа може би со интервенирање, со тераписка интервенција може да се намалат, да не бидат толку болни и да не бидат толку чести. Така. Да. Добар ден и за уште еден гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздравам прво докторката. Добро. Моје внимание ве слуша за Паркинсон, бидејќи сум во подоцнежни години. Баш ме интересираше за оваа болест. Јас чувствувам некое зуење во главата повремено и сето тоа го поврзувам со надворешната средина, кога е облачно времето или магловито. Не знам на што се должи. Ги испитав ушите, сето тоа е добро, а не знам дали ова се случува и кај други или само кај мене, да не бидам спокојна во одредени моменти кога гледам телевизија или посебно сум добра кога патувам, кога се движам. Иначе кога седам, тоа ми се појавува. Ја ви се заблагодарувам и барам да ми објасни докторката, зашто многу убаво објаснува. Так, ви благодариме. Пациентката спомена дека чувствува Зуењето зуење во во ушите, ушите. да. Ева, во контекст на Паркинсоновата болест не е исклучено пациентите да имаат субјективно чувство на тинитус, односно зуење во ушите. Меѓутоа, тоа не ја детерминира дијагнозата на Паркинсонова болест, што се однесува до тоа пациентката може да биде спокојна. А зуењето како посебен клинички ентитет е многу често застапен, не само кај возрастните, туку и кај помладите индивидуи. И од оно што успеав да разберам дека пациентката спомна дека зуењето исчезнува, односно можеби го занемарува кога патува, кога се движи, односно кога е обкружена со луѓе. Работи или кога прави нешто друго. И кога не е фокусирана на тоа зуење. Зуењето исто така е еден упорен симптом кој што тешко се лекува, односно воопшто не се лекува, кога еднаш ќе се појави, останува за цел живот и ние на тоа зуење се фокусираме обично навечер, кога ќе останеме сами со себе, кога ќе си го слушнеме внатрешниот организам, односно внатрешниот глас, тогаш стапува на сцена и тоа зуење. Пациентката спомена дека има направено преглед кај оториноларинголог и дека од тој аспект се исклучени било какви патолошки промени. Сега во поодминати години пореално е да се очекува зуење и тоа се јавува најчесто како резултат на генерализирани циркулаторни промени кои што се јавуваат кај повозрасни индивидуи и ги зафаќаат крвните садови кои што се одговорни за крвоснабдување на мозокот и на лицевиот дел, односно на центарот за рамнотежа. Од невролошка гледна точка само би кажала дека зуење во ушите може да се јави како резултат на невропатија на нервус статоакустикот, односно вестибулокохлеарис, тоа е осмиот кранијален нерв кој што е одговорен за слух и за рамнотежа и често во предходни некои состојби од типот на инфекции на средно внатрешно уво често страда овој нерв и како последица на тоа може да се јави зуење кое што останува за цел живот. Така. На самиот крај, многу кратко, зошто е важна физичката активност и избалансираната исхрана? Не некој посебен, не знам каков режим на исхрана, но мора да внимаваат луѓето кои веќе имаат Паркинсоновата болест. Не постои специфична формула за исхрана кога станува збор за Паркинсонова болест. Меѓутоа важат сите генерални принципи кои што би го унапредили и подобриле општото здравје на еден пациент со Паркинсонова болест. Тоа значи доволен внес на течности, односно хидрирање на организмот, внесување на
почести оброци со помала количина, оброци кои што се богати со сирови продукти, односно ќе изобилуваат со повеќе свеж зеленчук и свежо овошје, храна која што е богата со влакна, која што ќе го подобри мотилитетот на цревата и на тој начин ќе олесни констипацијата. Тоа е што се однесува до исхраната. Значи, генерално да се прифатат здрави навики кога станува збор за исхрана и внесување на доволно течности. Така и пешачењето од физичката активност е некако најдобро. Одењето, прилагодени вежби, понекогаш консултација со физиотерапевт кој што дополнително ќе ги намали симптомите на вкочанетост. Тоа се генералните принципи. И секогаш консултација со невролог, нели, и во поглед на терапијата и во поглед на сите овие препораки кои што се важни. Ви благодарам што ни бевте на визита. Благодарам.